Добро вечер, почитувани слушатели. Верувам дека и ова вечер ќе имаме благословено време преку зборот Божи. Пораката во емисијата на Гласот на вистината е да зборот Божи стане дел од вашето секојдневие, вашиот живот, се разбира и вашето драгоцено време. Времено е да му се посветиме на Бога и на Господа, затоа што за возврат ние добиваме огромен благослов и ќе бидеме, се разбира, благословени. Со Бог секогаш може да се доживее благословот. Како што ни е запишано во Божиот збор, да се вкуси од небесниот нектар или од благословот Божи. Еве што вели апостолот Јаков, полубратот на Господ Исус Христос. Во Јаков, првата глава, 70 стих, секој добар и совршен подарок иде од озгора, симнувајќи се од таткото на светлината, во кого нема промени, ни сенка од измена. Почитувани слушатели, зборуваме на темата големите прашања за животот. Од каде сум, зошто сум на светот и каде ќе одам после смртта. Се разбира дека во овие прашања е скријан нашиот живот. Прашањата го одликуваат или го осликуваат нашиот живот. Всушност, кој сме ние и од каде доаѓаме и каде треба да завршиме. Се надевам дека дадовме одговори, поточно доволни одговори на овие две прашања. Почитувани слушатели, се разбира дека овие прашања се составен дел од нашиот живот. Затоа би сакал, затоа што сметам дека е вредно, битно и важно, уште една емисија ќе ја посветиме на овие две прашања, пред да одговориме на третото прашање. Зошто? Затоа што реков, сметам дека се многу важни и многу битни. Тие се составен дел од нашиот живот. Тема која што сите нас, се разбира, не засега. Од каде сме и зошто сме на овој свет. Јас напомена во самите емисии кои што ги имаме како серија предавања дека постојат многу прашања, меѓутоа овие се клучни прашања за нашиот живот. За смислата на нашиот живот. Која е смислата за нашиот живот? Зошто ние живееме? Има ли цел? Има ли смисла да се живее во овој свет? Од каде ние доаѓаме? Постојат и различни одговори и по оваа прашање, но Библијата ги дава најпрецизните одговори и затоа е многу важно да го читаме зборот Божи кој е клуч за вистината. Библијата е клучна книга за вистина и затоа е многу важно да ја читаме секојдневно, а не таа да стои во нашите библиотеки и да фаќа прашање. Почитувани слушатели, затоа читајте ја Библијата и ќе ги најдете одговорите не само на овие две прашања, туку и на наредното прашање каде после смртта, која што сметам дека од наредната емисија ќе можеме повторно заедно да го разгледаме. Прашање кое што навистина многу пати не потресува. Многу пати ни прави штрек во нашиот живот, кога слушаме дека некој одминал од овој свет. Но за тоа ќе зборуваме во наредната, се разбира, емисија. Но она што сакам ова вечер да се посветиме, да се фокусираме на овие две прашања, затоа што сметам, реков, дека се многу битни. Поточно, сакам да кажам дека сите овие три прашања се многу важни за нас. Тоа се животни прашања кои што би требало секој разумен и секој совесен човек да си ги постави овие три прашања. Од каде сум, зошто сум на светот и каде после смртта. Затоа, застани, размисли и донеси одлука во твојот живот. Одлука која што ќе го води, се разбира, твојот живот и твоето семејство. Прво и основно, се започна од Бог и се произлегува, се разбира, од Него.
Јас и ти сме создадени од Бога и за Бога. Еве ќе отвориме во книгата Постанок или Генеза или на еврејски Берешит, кој значи во почетокот, првата глава, првиот стих, вели: во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Потоа во 26 стих еве што таму ни е запишано. Потоа Бог рече да создадеме човек според нашиот образ, според нашето подобие, како што сме ние. Ова е првиот дел од овој, се разбира, 26 стих. Потоа во таа иста книга, меѓутоа втората глава, 7 стих вели: и Господ Бог го создаде човекот од земен прав и му дувна во лицето дух животен и човекот стана жива душа. Овие се доволно библиски аргументи кои зборуваат дека ние доаѓаме од Бога. Всушност од таа Божја промисла, и ние видовме дека пред да се родиме, пред да дојдеме на овој свет, Бог е тој кој не имал во својата замисла и се разбира во своето срце. Затоа, почитувани слушатели, многу е битно да знаеме дека ние потекнуваме од Бога, ние доаѓаме од Бога, ние сме творени со Божјата рака, како круна на неговото, се разбира, создавање. Затоа, слава и чест него нека му е. Ќе отвориме исто така во ова иста глава, ќе го прочитаме 4 стих. И еве што таму ни вели, се разбира, Словото Господово. Затоа што реков дека во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. И ете така настана небото и земјата. Во она време кога Господ Бог ги создаде небото и земјата. Така настана земјата и небото. Потоа кога ќе го читаме Словото Господово, ќе откриеме дека она што Бог го создал беше прекрасно, беше инспиративно, благословено, за да може човекот да ги ужива сите тие благослови кои Бог, се разбира, му ги создаде. Запомени, не се работи за тебе. Ако се фокусираш на самиот себе си, никогаш нема да ја откриеш целта на твојот живот, за која си ти, се разбира, создаден. Затоа е многу важно да се фокусираш на Бог и на неговиот, се разбира, збор Божи, преку инспирација на Духот Свети, почитувани во молитва. Ако се уште не знаете од каде доаѓате, а се фокусирате во одредени книги, во одредена литература, во одредени одговори, најпаметната работа е да го побарате Бога првенствено во молитва, да тој ви открие преку зборот Божи дека вие всушност доаѓате од Бога. И по ова прашање, Библијата не само што е прецизна, туку таа е толку многу јасна дека ние доаѓаме од Бога, всушност доаѓаме од неговата промисла. Ти и јас сме создадени од Божјата рака, како круна на Божјото создание. Ние сме Божи представници, кои што, се разбира, го представуваат Господ Бог. Дали има смисла нашиот живот? Дали има смисла твојот и мојот живот? Не заборавај, твојот живот е тоа и какво што мислиш ти, или си мислиш ти. Ти си создаден и живееш со цел. Бог мисли на тебе, тој нема намера да те заборави, ниту да те остави, тој сака да те држи за рака, како што таткото го држи својот син. Животот е дарум од Господа или дар од Бога. Затоа Бог ти дал таков капацитет да можеш да уживаш во сите привилегии кои тој ги има создадено за тебе. Не заборавај, ти не си случајност, ниту пак паднат или донесен од некаде. Ти доаѓаш од Бога. Бог е тој кој што се погрижил за твоето раѓање и за твојот живот на овој свет. Запомени, прво, ти си од Бога. И второ, животот е дар од Господа. Значи, вреди да се живее. Почитувани слушатели, овие две работи се многу важни за да ги разбереме
Тие одаат едноставно, рака под рака. Ако се уште се изморуваш, се измачуваш и бараш одговор на овие две прашања, сакам да ти кажам, веќе ги имаш одговорите. И не мора веќе да истражуваш, да се измачуваш. Бог нека те благослови оваа вечер и нека даде мирен сон. Се разбира, се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Имајте убав сон, како што реков, Господ нека биде со вас и не заборавајте. Вие сте од Бога и животот ваш, животот мој е дар од Господа и вредно е да се живее. И Бог ни дал таков капацитет, такви привилегии, да можеме да бидеме благословени и да можеме да го уживаме благословот кој Господ Бог сака да ни го даде на секого еден од нас. Пријатна вечер и се разбира се слушаме со емисијата Гласот на вистината. Пријатно!